Македонските термоелектрани се стари речиси и по половина век. ТЕЦ Ослом е втората термоелектрична централа според инсталирана моќност од 1980 година. Производството и во најголемиот енергетски комбинат РЕК Битола почнува во 1980, додека изградбата на последниот од трите термоблока завршува во 1988. И двете работат на јаглен, но најстара од 1978 година е ТЕЦ Неготино и работи на мазут. Експертите сметаат дека е неопходно итно вложување во обнова на домашните енергетски капацитети или во изградба на нови. Хидроцентралите треба да се рехабилитираат, затоа што веќе до одреден период, тие на 20 на години од прилика, потребна рехабилитација на опремата, турбините, генераторите, хидројазлите и така натаму. Освен тоа, термоцентралите, знаете дека во случајов имаме многу мали резерви на јаглен и многу кратко време ќе можеме да ги користиме тие капацитети што ги имаме во РЕК Битола, иако таа енергија во моментот не е многу важна како базна енергија. Во моментот има голема експанзија и на фотоцентрали, кои се повеќе од добредојдени во време на актуелна енергетска состојба, додава Фуштик. Акумулационите хидроцентрали ќе бидат од голема вредност и реверзибилните централи и можностите за складирање во батериски системи на производство што го имаме од фотоцентралите. Хидроцентралите се уште постари. ХЕЦ Врутока е од 1957 година, ХЕЦ Глобочица од 1965, додека Шпиле од 1969 година. Со понов датум се ХЕЦ Козјак од 2004 година и ХЕЦ Света Петка од 2012 година. Крајно време е да почнеме да ги градиме тие акумулацијски хидроцентрали, дали ќе бидат тие под Црна река, така наречениот проект Чебрен со 4 каскадните или 5 централи веќе нека решат, но исто и Вардарска долина стои како еден елемент за решавање, кај што се изградба на брани, водата што тече се користи како проточна и произведе електрична енергија. За сето тоа треба, велиме народски, ниет, значи некој да сака и нормално треба пари. Северна Македонија нема голем избор, затоа што според врските кои ги има, до 2026 година мора да го затвори првиот блок на РЕК Битола, а до 2030 сите термоцентрали на јаглен. Што и да гради, во што и да инвестира, Македонија нема да сгреши, но битно е самата да инвестира, да не им го препушта тој многу профитабилен и монополски бизнис на домашни и странски приватни компании. Вели дека како прва зарача треба да биде изградба на една реверзибилна хидроцентрала. Постоечките термоцентрали практично не можат да се модернизираат, со тие мора да се исклучат и да бидат заменети со обновливи извори. Од електрани на Северна Македонија велат дека во моментот на именување на новото раководство, капацитетите биле затекнати во лоша состојба, особено термоелектраните Битола и Осломеј. На дел од нив во пресред на актуелната грејна сезона воопшто не биле изведени редовните ремонтни активности. Двете термоелектрани биле оставени и без резерви на јаглен. А ДСМ во наредниот период континуирано ќе работи на ревитализација на постојните капацитети и ќе инсистира на квалитетно изведени ремонти во пресред на наредната грејна сезона 2025-26, особено во ТЕ Ослома и ТЕ Битола. Во однос на новите инвестиции, фокус се става на нови извори на обновлива енергија. Според поратоците од македонскиот електропреносен оператор, во просек во последните неколку месеци, само 40% од бруто конзумот се покрива од домашно производство од ДСМ. Остатокот е или од приватни производители на струја или од увоз. Професорот Трајковски вели дека тоа мора да се промени што побраку. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.